Новиот предлог модел за субвенционирање на земјоделците е добар само за земјопосетниците, кои ништо нема да работат, а ќе се богатат на грбот од земјоделецот. А додека помалите земјоделци кои произведуваат храна за домашни потреби, како и за стоката, ќе немаат никаква можност да земат парцели, а уште помалку субвенции. Ако на ова се додаде и новата обврска за задолжително осигурување на посевите, како услов за добивање на субвенции, тоа ќе биде и буквално погребување на јонака отепаното македонско земјоделие, реагираат земјоделците на социјалните мрежи. Например, ако штетата од невреме е 100%, повеќе од сигурно е дека осигурителните компании нема да ја исплатат целата сума, туку тие компании пак ќе бараат од државата, зашто ќе се жалаат дека ќе им пропадне бизнисот ако штетата е над 30% и нема да исплаќаат суми над сумата што е уплатена од осигуреникот, анализираат непосредните земјоделски производители. Дека новиот предлог модел за субвенционирање влева страф и несигурност кај помалите земјоделци, дека пак ќе бидат изиграни, говори и фактот што тие подолго време на разни начини бараат и тие да бидат вклучени во креирањето на националните земјоделски политики. Велат дека само со таква непосредна интеракција помеѓу директните производители и надлежните институции може да се постигнат реални ефекти, а не законите да се носат од канцеларии. Министерството за неземјоделие си тера своја политика, си ги тера своите луѓе, да речам, си прави јавни огласи за додела на земјоделско земјиште, на државно земјоделско земјиште, каде што своји олигарси, своји блиски, да речем, до Министерството си секој се добиваат. Обичниот земјоделец е последна дупка на, ако можам да се изразам, на свиралот. Инаку, со новиот предлог модел за субвенционирање, според предлагачите, односно ресорното министерство, требало да се подобри управувањето со парите од граѓаните, како би се добиле подобри ефекти во производството на храна, особено во време на криза. Целта што треба да се постигне е да се зголеми поддршката за субвенции за оние култури и производи кои ги бара пазарот по примерот на европските искуства. Директните плаќања да бидат насочени кон долготрајна одржливост на активните земјоделци, чија главна дејност е земјоделството, одржување на обработливите земјоделски површини и зголемување на производството на храна, стои во предлог законот.